Господине Гочев, како ја коментирате пресудата поради фрлање со боја на Собранието на Република Македонија и дали може да се каже дека е применета селективна правда со оглед на тоа дека голем дел од учесниците во шарената револуција кои се влезени во владата или пак во собрание не се казнети, додека за другите пак има казна? Така, најпрво одлуката на Комисијата при Министерството за внатрешни работи ја сметам, да речам, за скандалозна по сите оние консултации кои што ги имавме со дел од правниците, бидејќи реално не е утврдена фактичка состојба дека јас како личност која ме осудиле за одговорен, со кој вид на боја, со кој балон и на кој начин сум ја оштетил фасадата во случајот на собранието. Сметам дека правно е неиздржана како одлука, меѓутоа имаме простор за жалба во рокот 8 дена кој што го пропишува документот. Така да се надевам дека институциите ќе профункционираат и ќе судат согласно правото, не желбите и потребите на некои лица, да кажам, во кои што се уште ги држат спрегите во Министерството за внатрешни работи. Од аспект на на кого се му е пристигната прекршочна казна, имавме една координација, да речем, поголема група на луѓе кои што бевме дел од таа шарена револуција. Констатирано е дека прекршочни казни пристигнуваат кај скоро сите, кај некој предходно, кај некој во овој момент, меѓутоа има најава дека ќе пристигнуваат и подоцна. Од она што го знаеме како информација е за само еден кривичен случај кој што се водеше против Павле Богоевски, обвинителството се повлече од гонење, но за разлика со прекршочните пријави, тие и кај него, но и кај другите пристигнуваат во иста форма и на ист начин како што пристигнаа кај мене или кај оние други кои што јавно на социјалните мрежи го образложија тоа. За време на шарената револуција се собираше, односно се направи еден фонд каде сите граѓани собираа пари за казните кои се изречени кон учесниците. Дали вашата казна ќе биде подмирена со парите од тој фонд или лично ќе се ја платите од ваш џеб? Така, значи на таа координација која што ви ја споменав, разговаравме околу сумата која што е собрана како донација, некаде околу 700, нема фаќете точно за збор, 700 нешто илјади денари се останати во тој фонд, бидејќи претходно имаше постапки кои што ги подмирувавме од тој солидарен фонд. Така да она што ќе биде приоритет, мојата казна можеби нема да биде приоритет, но она што ќе биде исплатено од тие средства со цел да се излезе во пресред на сите оние кои што имаат финансиски последици, да кажам, од шарената револуција. Каде се тие пари и кој е одговорен за тој фонд? Така, значи координативното тело кое што функционираше во шарената револуција ги чува финансиите и по потребата како пристигнуваат извршни решенија за наплата, така се даваат на лицата кои што се казнати.